Еве назад во живо од студиото во овој термин од 17 часот и јако постојано зборуваме за некакви политики и некакви теми кои што не засегаат на некој малку побрутален начин. Во овој момент ќе разговараме за една многу поубава, многу повесела, многу по тема, ја би рекол, со бои. Никола Нумовски од град Скопје е овде. И благодарам на поканата. Би рекол, бидејќи повеќе локации се, меѓутоа новиот парк Ибни Пајко е позади Националната филхармонија. Така сите би знаеле за која локација. Тоа е некогашниот див напуштен паркинг кој што се наоѓаше на просторот помеѓу филхармонијата, операта и балетот, Давуд Пашиниот тамам и училиштето за музичка и балетска уметност. Денеска тој простор е зазеленет со многу трева, дрвореди, со сервисни улички, со урбана опрема, со рампи за пристап и со улична уметност. Да, ќе имаат гледачите прилика во текот на разговорот да погледнат какво било, а какво е сега и зошто тоа ќе биде една нова оаза на сите оние кои што ќе сакаат да уживаат барем во зеленилото и едно смирено капче. Вечерва е официјалното отворање на самиот парк. Програмата ја одлучивме да биде автентична, што значи да биде создадена од луѓето кои што најмногу ќе го користат паркот, а тоа се вработените во 4 институции од културата кои што го обкружуваат овој парк. Значи прво ќе настапат средношколците од музичкото училиште Илија Николовски Луј, па потоа ќе настапи квартетот Филхармонија, неколку солисти потоа следуваат од Македонската опера и балет, а Давуд Пашиниот тамам ќе организира работилница со деца на тема сликарство, кој што ќе се одржува додека трае настанот во самиот парк. Да. Сметавме дека е најдобро самите институции да си ја понудат содржината и да искреираат содржината на отворањето, наместо да викаме познати имиња или диџеи да ги забавуваат. Така, а можат да присуствуваат сите кои што се сите се поканети, апсолутно ќе биде убава забава за сите. Никола, кој е креаторот на ова идејно решение? Кои се финансиите на градот Скопје со кои што е платен целиот овој парк? Па, тоа е една од главните разлики на овој парк со останатите јавни простори кои што се реновира во минатото, особено со проектот Скопје 2014. Овој парк представува спротивен процес од Скопје 2014, затоа што ослободува некогаш градежен простор во зеленило, за наспроти Скопје 2014 кој што претвараше зеленило во згради. Така од 2002 до 2013 како резултат на проектот Скопје 2014 се изгубени над 40% од зеленилото како површина во Мал Ринг, а потоа и од прилика во волуменот на крошните е намалено за околу 27%. Затоа беше императив за новата градска администрација да се најде можност, да се најде локација во малиот ринг, во самото срце на градот, да се најде локација каде што може да се направи парк, односно зелена оаза, и ние на ова место, овие руини кои што сега ги гледаме, кои што се расчистени во моментов од коли, како што гледаме, ова е пред реновирањето, ова беше голем паркинг за коли исполнет со кал. На ова место засадивме 85 високо школувани дрва, над 5 години стари, до 24 сантиметри во обемот, во дрвореди поставени заедно со живи огради кои што треба да го штитат паркот од бучавата и прашината од околниот булевар. Само да се разбереме, ова никогаш не било официјален паркинг. Не, никогаш. Ова беше затоа и секој некој што би рекол седнали и разговараат за парк кој што град Скопје го направил, па сега го промовираат, токму ради баш поради оваа специфика дека се работи во самиот центар на главниот град. Ова беше простор низ кој што секојдневно се дигаше прашина, оно буквално прашина. Да, и еве го сега како изгледа, зазеленет е целиот простор кој што во дупот, ви повторуваме, предвиден како градежно земјиште. Во
паркот има поставено клупи, канти за ѓубре, вакви кревет клупи кои што овозможуваат гледки кон калето и кон даут пашиниот тамам. Имаме урбана опрема која што вклучува и сервисна станица за точаци и паркинзи кои што се за прв пат во Скопје под видео надзор за поголема безбедност на корисниците. И секако она што го издвојува паркот е уличната уметност, односно муралот на познатиот светски загребски уметник Лонац, кој што дојде во Скопје на покана на МКЦ и на нивниот проект Create за да изведе мурал кој што соодветствува на контекстот на паркот, ем на уметноста, ем на ориенталното, односно локацијата на местото на кое што припаѓа овој парк. Како што кажавме, овој парк е на самиот раб од старата скопска чаршија, на местото на некогашното Пајко Мало. Во визурата доминира Даут Пашиниот амам со неговата отоманска архитектура. Така што мислевме дека овој парк и затоа и треба да го носи тоа име кое што представува лик од скопското минато, кој што во моментот кога Скопје било на крстопатот помеѓу една и друга цивилизација, посегнал кон новите власти и изградил џамија, Ибни Пајкова џамија, потоа како познат трговец по неговата смрт се нарекло и малото Пајко Мало. Значи зборуваме за 15-тиот век. Сега кога ќе се погледне вака на фотографија, сето ова чини. Некој ќе рече од каде се парите и колку пари всушност се потрошени за изработка на паркот? Во соопштението кое што денеска го лиферувавме, кажавме дека за овој парк се потрошени 0 денари од јавни набавки, пари на граѓаните. Односно, овој парк е финансиран со програмските средства на јавните предпријатија на град Скопје. Паркови и зеленило, улици, патишта, водовод, сите тие имаат пари, односно средства кои што се предвидени за зазеленување, за асфалтирање, за поставување на клупи, за поставување на бандери, за чешми, инсталации и така натаму. Затоа овој парк, за разлика од оние јавни простори кои што беа креирани со проектот Скопје 2014, кошта 0 денари. Тие проекти коштаа по 10, 15, 3 милиони евра за изведба не само за фонтани и споменици, туку за поплочување на просторот. Овој простор е поплочен со асфалтот кој што улица и патишта го има на располагање и во својата асфалтна база. Овие 11.000 квадратни метри на кои што се простира целата локација се под ингеренција на општина Центар, ако не се лажам. Зависи што ингеренција за што. Една ингеренција за чистење, друга ингеренција за градежни дозволи. Градежните дозволи, да. Да, на општина Центар. Земјиштето е целосно во собственост на... Доминантно е во собственост на Република Македонија. Постојат и неколку приватни парцели кои што креативно успеавме да ги надминеме во соработка со нивните собственици. Се работи за старите скопски семејства Попович и Томовски, кои што беа загрижени за судбината на своите парцели во покрај новиот парк, но за да ги одраговолиме, се согласивме да го околчиме просторот и јасно да дадеме до знаење дека се работи за посебен простор, но сепак тој простор да биде пристапен, да не биде ограден и да може во него да се одржува и хигиената и редот. Значи, во иднина нема да се јави никаков проблем дека земјиштето некому му припаѓа? Не, земјиштето секако некому му припаѓа, но останува на општина Центар и на собствениците да си договорат начин како да го регулираат тоа прашање, а граѓаните на Скопје сепак се должни на сите да им заблагодарат на овие собственици затоа што дел од нивните приватни имоти барем привремено ќе бидат во служба на јавниот интерес, јавната корист. Да, а освен што во склоп на целиот парк има и летната сцена, што е предвидено од онаа културна програма на градот да се случува овде? Се што би посакале и не мора да биде... Беше дел и искористен всушност неодамна при онај фестивал на светлината. Да, фасадата на МОБ, односно неизината прекршена форма беше користена како платно за прикажување на визуелна уметност, но машинската сала или летната сцена во средината на паркот е еден објект подземен
кој што бил користен на времето како сервисен објект за објектите во околината, пред се за Македонската опера и балет, но бидејќи дошле нови технологии и се изградиле нови згради во околината, тој објект е напуштен. И ние би сакал најлогичното решение беше да се поклопи или да се сруши, за да се користи просторот за парк, но за жал таму има една трафостаница која што се уште е активна и која што го обслужува целото МАО, па моравме да го оставиме таков како што е, само да го адаптираме во нешто што може да се користи. Па така го поплочивме и во иднина може на тоа место кое што претпоставуваме дека може да собере гледалиште од 200 седишта и бина од околу 100 квадрати, може да се изведуваат различни настани, особено во лето, особено зборувам за Скопско лето и слични манифестации кои што бараат локации кои што се ем на отворено, ем далеку од спалните соби и становите на обичните скопјани. Сега се поставува едно друго прашање, тоа е како ќе се грижат институциите, односно јавните предпријатија, не се тоа баш институции, кои што ќе се грижат за овој парк, ако самите одвоиле од своите буџети паркот да биде изграден, сега тоа ќе чини да биде одржливо. Како и секој парк, особено овие новите паркови се полесни и поевтини за одржување, затоа што низ нив има системи за капка по капка, прскалки за тревниците, постојат убава урбана опрема за лесно собирање на ѓубрето и на остатокот од отпадот, така што напротив, иако да, тоа кошта известна сума на пари, уствари кошта чини помалку да се одржува зеленило, отколку овој простор да се остави во кал како што беше порано. Да, бидејќи сме при крај некаде од разговорот, ме интересира што е со останатите површини во градот кои што некогаш беа започнати со некаква градба, со текот на времето останале, дел такво имаме и во главниот градски парк, во пределот околу Луна паркот. Знам дека градот има некакви идејни решенија и за таму, меѓутоа ако тоа е само една од посочените локации, тогаш вакви идејни решенија како овој парк кој што јас по моје би го нарекол европски парк, каде се на друго место може да се примени истата метода? Има на многу други места низ Скопје, секој простор е приказна сама за себе. Секој простор има прашања во однос на собственоста, на надлежноста, на можноста, физичката можност да се направи нешто на него. Ние цело време собираме идеи од граѓаните за тоа каде можеме да зазелениме простор, каде е можно. Досега најлесно е да ги зазеленуваме дворовите на државните институции, бидејќи тие се огромни, а се напуштени и неодржувани. Иако тоа не е наша обврска на град Скопје, ние имаме обврска да зазеленуваме и да го држиме градот чист и во подобро здравје во смисла на животна средина, така што понекогаш ни се обраќаат државни институции, бараат да им ги средиме нивните дворови кои што се зад ограда, а ние за возврат бараме тие да ги отворат оградите за скопјани да можат да ги користат дворовите за уживање. Па така успеавме да направиме таков аранжман со архитектонскиот факултет, каде што баш во срцето на Дебар МАО успеавме да створиме јавен парк кој што беше зад ограда, сега им е достапен на Дебармалци. Во моментов тоа се прави со дворот на студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу. Понатаму планот е тоа веќе доцни да се реализира дворот на Министерството за култура, така што за сите овие локации имавме барања од локалните граѓани кои што бара кога веќе нема паркови наоколу, а единственото зеленило се наоѓа зад оградите на државните институции, да им помогнеме тие да го користат. И ние тоа го правиме, истовремено задоволувајќи ги институциите и нивната потреба од реновирање на нивното зеленило и на локалците за нови паркови. Добро, Никола, ти благодарам што одвои време. Ова беше една убави 15 на минути за една позитивна тема. Се надевам дека ќе стане локација каде што секојдневно граѓаните ќе уживаат. Почитувани, правиме една кратка пауза, се враќаме со колешката Јана и колегата Дејан Андоновиќ и сите информации од Европа и светот.